Почитувани, во ова издание на неделните интервјуа на Инбокс 7 разговараме со извршниот директор на ЗНМ Драган Секуловски. Господин Секуловски, владата најави акцијски план за борба против лажните вести. Вие како здружение рековте дека не се согласувате со дел од овие мерки, дека за вас се проблематични. На што точно мислите? Па да, точно е пред недела дена владата на пресконференција, лично што беше водена од страна на премиерот Заев, најави и образложи предлог план за одлучна акција против ширење дезинформации. Морам да кажам дека Сдруженијето и колегите, како и другите медиумски организации, беа малку затечени од оваа информација, имено ние немавме ниту најава, ниту бевме вклучени во одреден процес предходен како консултација за овој документ, а не начин се изненадивме дека внатре во содржината на истиот има одредени теми што навлегува или не интересира како организации кои што сме присутни во медиумскиот сектор. Будно го следиме процесот, имавме и јавно соопштение, меѓутоа и повеќе информации во медиумите во нашата земја во врска со презентацијата на овој предлог план. Сакам да кажам дека генерално добро е тоа што владата на Република Северна Македонија има интерес, идеја, па и разговара сериозно да посвети внимание и енергија на превенција на дезинформациите и на оние малициозни информации кои што се појавуваат во нашето општество, што може да направат сериозна штета во нашиот јавен дискурс. Меѓутоа, од друга страна, треба да се знае дека ваков тип на процеси се водат единствено кога тие се инклузивни, транспарентни, кога главните чинители, а тоа се пред се новинарите и медиумските организации, како и медиумите, потребно да бидат вклучени од самиот почеток. Дел од јавноста овој план го нарече нешто сличен како идејата на поранишниот премиер Груевски за десероизација на медиумите, односно за справување со неподобните медиуми. Ваш коментар? Искрено прв пат слушам дека имало таква реакција во однос на овој план. Јас лично не можам да направам споредба помеѓу тоа, бидејќи за претходниот премиер и тој план, како што вие го кажавте, тука имаше стратегија каде што беа таргетирани индивидуи и граѓански организации со цел да бидат дискредитирани во јавноста и да бидат изложени во известен безбедносен ризик. Која е целта и намерата на овој предлог план, на оваа влада, останува да видиме, меѓутоа сепак ако се осврнеме на содржината на истиот. Јас би можел да кажам дека во тие два дела во овој документ, прво самиот план навидум не личи на план, туку повеќе како презентација, бидејќи ако го споредиме планот кој што го има донесено Европската комисија на 5 декември ланската година, ќе видиме дека истиот има поголема содржина, има над 45 референции, има табели со заклучоци, со конкретни препораки и со објаснувања и на еден начин задолженија до сите членки земји на Европската Унија. Во овој предлог план имаме два дела, едните се безбедносни мерки кои што на еден начин ниту јавноста, ниту медиумските организации, ниту новинарите не ни интересираат, бидејќи тоа се повеќе интерни мерки за самата влада и самите институции, како тие ќе се позиционираат во иднина, а со цел да превенираат да имат прекршување на нивните протоколи кога станува збор за комуникација и интерна комуникација према јавноста. Но другиот дел од овој предлог план, што е така наречен со проактивни мерки, тука Сдруженијето на новинари на Македонија има конкретни забелешки пред се дека истите тие неколку точки кои што ние ги сметаме за проблематични, сметаме дека не се доволно добро објаснети и оставаат сомнеш дека истите може да бидат злоупотребени. Дали може би сметате дека како подобро решение во ова владино тело би било да членуваат самите новинари? Видете, еден од проблемите што го посочуваме е конкретно таа така наречена акцијска група, односно група за борба против дезинформации и напади на демократијата, која што е составена исклучиво од представници на владени институции, како што е Канцеларијата на претседателот на државата, претседателот на владата, собранието, владата, кабинетот на министрот заложен за комуникација, транспарентност и отчетност,
МВР, Министерство за одбрана, МНР, Управа за безбедност, контраразузнавање, како и за Агенција за разузнавање и други организации. Јас лично не мислам дека новинар треба да седи на маса со представници на овие институции, од причини што ако целта на оваа акцијска група е да интерно анализираат податоци во делот на дезинформации и во делот на лажни вести, и тие да ги користат за нивни интерни цели, како тие да се позиционираат внатре, да имаат подобра комуникација со граѓаните и да бидат потранспарентни со цел да се избегне штета, тогаш е во ред. Меѓутоа, ако оваа акцијска група има проактивна улога во насока на тоа да има повремени активности со што ќе се обиде да се наметне со своји ставови дали нешто е етично или не во самите медиуми, тогаш имаме проблем. Бидејќи дали некој медиум си ја врши својата работа на професионален начин или не, дали некој новинар постапува во рамки на кодексот на етично известување или не, тоа е работа само и исклучиво на новинарската фела. Тука на еден начин не може да кажеме дека владена институција или било какво тело со било која композиција составено од представници на повеќе владени институции би можело да биде објективно или би имало потенцијал и капацитет да на еден начин се бави со вистинитоста на фактите или вистинитоста на информациите креирани од професионалните медиуми и новинари во нашата земја. Затоа, ние би имале повеќе информации, односно би имале по-комплексен став изграден околу ова прашање, конкретно околу тоа тело, кога би знаеле која ќе биде неговата точна улога и кога би знаеле кои ќе бидат точните надлежности на самата акцијска група. Иницирате изготвување на листа со така наречени релевантни медиуми. Која е целта на формирање на ваква листа и дали е тоа можеби во состав на борбата против лажните медиуми? Да, веројатно мислите на нашата најава за регистар на професионални онлайн медиуми. Да, на еден начин сакаме да помогнеме јавноста да знае од кој тип на медиум се информира, дали тој медиум е професионален или не. И тоа сакаме да го направиме со зајакната саморегулација. Зошто? Бидејќи регулацијата е полесен пристап, треба да се донесе известен закон во собрание, меѓутоа самата регулација остава простор дека може да се ограничи слободата на изразување и тогаш да имаме демократски проблем. Затоа со цел да го избегнеме тоа како потенцијален ризик, ние како здружение во соработка со Советот на етика на медиумите во Македонија, како и во соработка со Стопанската комора, започнуваме еден, би рекол, смел проект преку кој ќе се обидеме, да речеме, до крајот на годината или во наредните месеци или во наредниот период да формираме регистар на професионални онлайн медиуми во рамки на Советот за етика. Како? Со точно утврдени критериуми што представува медиум, а тоа се препораки на Советот на Европа, значи секој онлайн медиум што има импресум, собственичка структура, контакт, авторски права запазени, истиот го поддржува и го промовира кодексот на известување и се труди на еден начин да биде професионален во својата работа, тој онлайн медиум ќе има право да биде член на регистарот на онлайн медиуми во рамки на Советот за етика. А од друга страна Стопанската комора ќе ги препознае тие онлайн медиуми како кредибилни и ќе направи договор за соработка со нив преку бизнис заедницата и своите членки. На тој начин ефектот што сакаме да го постигнеме е следниот. Оние онлайн медиуми што се уште ги немаат оние елементи на професионални медиуми. Значи се уште имаат дел од нив што немаат ниту контакт, не знаете ни кој стои зад нив. Значи тие ако сакаат да бидат третирани како професионални и да бидат препознаени од рекламерите, ќе мора да на еден начин се коригираат и да останат коригирани и професионални, а оние што на еден начин сакаат да продолжат со таква неетична работа, да, тоа може да продолжат да го прават, меѓутоа јавноста ќе знае дека тие се непрофесионални и бизнис заедницата не треба да ги поддржува. Ова произлезе затоа што Советот на медиуми не ги регулира овие медиуми? Ова произлезе од потребата, бидејќи во последните години, ако се гледа статистички, најголем дел од текстови или содржини со елементи на говор на омраза, со елементи на клевета, навреда, како и непрофесионално новинарство, се појавуваат токму на онлайн медиумите. Една од причините е поради тоа што овие онлайн медиуми работат со мали редакции, имаат многу малку луѓе кои што стојат зад нив и понекогаш со цел да бидат актуелни, се прават грешки, меѓутоа понекогаш има и ситуации кај што намерно се злоупотреба медиумот од цел да се постигне некоја друга негативна цел.
И поради тие причини сметаме дека треба да се стави фокус на онлайн медиумите. Бидејќи не сакаме да дадеме изговор ниту на владата, ниту на собранието дека потребна е рестриктивна регулација, туку дека самите ние можеме да направиме напор со цел онлайн просторот и онлайн медиумите во нашата држава да бидат професионални. Добро, меѓутоа, кој ќе ја прави таа селекција на медиуми, по кои критериуми и... Тие ќе треба вака, критериумите моментално се дискутираат, бидејќи како што кажав, ова е процес кој што ќе следи и во наредните месеци. Ние сакаме пред се да ги повикаме сите онлайн медиуми во наредните месеци кои што се заинтересирани да дадат придонес во дефинирање на точните критериуми, дефинирање на точните мерки, да го дадат својот глас. Значи, не е целта ние да наметнеме решенија, не е целта ние да наметнеме одредени критериуми за кои што Сдруженијето на новинари и Советот за етика смета дека се најдобри. Напротив, ние може да понудиме пракси, како е тоа на еден начин решено или пак како тоа се води како процес во другите земји, а потоа чинителите главни, во овој случај онлайн медиумите, да дадат свој придонес. Се со цел волонтерски во наредниот период тие да можат да се пријават во Советот на етика и да кажат да, јас како медиум ги исполнувам овие услови, да, јас во иднина ќе го почитувам кодексот, а ако не го почитувам, имате право да ме исклучите од вашиот регистар и тогаш јас повторно нема да бидам професионален, но од друга страна се дава шанса на сите да се коригираат и да бидат дел од групата на оние онлайн медиуми со кои што ќе може јавноста да изгради некој нов однос и ќе може да си го подобрат својот имидж и да бидат професионални. Но што со оние медиуми кои што не ќе бидат на таа листа на релевантни медиуми, тие ќе продолжат да функционираат? Видете, кај нас не може да се забрани некој да нема онлайн медиум. Не може да се забрани некој да го има правото да се именува како новинар или медиумски работник. Меѓутоа, јавноста е таа што ќе суди дали тие онлайн медиуми си ја вршат улогата на медиуми или не. Дали зад нив стојат политички центри или економски центри со кои што сакаат да се злоупотреби улогата на медиумите или стојат навистина искрени новинари со искрени колеги техничари кои што сакаат да помогнат нашата македонска јавност да има кредибилни информации. Така да, законски тоа не може да се ограничи, меѓутоа јавноста треба да биде доволно критична, а медиумите професионални доволно солидарни да пружат шанса да кај нас приоритет и фокус се стави на професионалните информации, професионалните медиуми, а оние маргиналните да бидат на страна. Господине Секуловски, ви благодарам на интервјуто, вас почитувани и ви благодарам што не следевте.